Ова се ефектите од одењето на Мицика у Вашингтон. На инаугурација на Трамп. Кратење на еден куп пари кои што како Македонија ги добиваше како следното. Македонија ги добиваше како финансиска помош. Што се случи практично денеска? Поради указот на Доналд Трамп на светско ниво сите дотации кон странски влади, општини, министерства, проекти од интерес на граѓаните, сите дотации се запрени. И така ќе останат во наредните 90 дена додека не се направи детална проверка, а веројатност е дека политиката на Америка First ќе значи дека многу од овие проекти скроз ќе замрат. Сега гледам дека на социјалните мрежи, ако може првен да го видам скриншотот со одлуката која што ја донесе, која што ја соопшти денеска американската амбасада, ова практично значи дека многу проекти ширум државата кои што се спонзорирани од американската амбасада или од USAID или од различни организации кои што се дел од американската влада, практично денеска ќе запрат. Во тие проекти не се само овие што вие сакате ги наречете LGBT, не знам шарени, не знам социјални проекти, не знам се што. Во овие донации од Америка има изградба на градинки, има изградба на школи, има изградба на спортски сали, има помош за почеток на бизнис на млади луѓе од крајевот кај што најмногу се иселуваат нашите граѓани, на пример од Источна Македонија. Јас знам само за донациите кои што се во Кочани и во околината, кои што тежат некаде околу 1,7 милиони долари, кои што пари се дадени, ако отидеш со добар проект, на пример, од тој источен регион, отидеш со добар проект, може американската амбасада да донесе одлука и да го поддржи истиот. Ајде да го видиме граначалникот Љупчо Папазов, фотографиран со американската амбасадорка, која што помогнала во реставрацијата на споменик на културата во општина Кочани. Ти го пуштив сега, мислам дека. Не сум ти го пуштил, добро, сум заборел. Еве го. Мечка, само види, затоа што морам да најдам уште други вакви примери, затоа што знам дека има... Не, ја еден вадам. Да. Ај, ово испремете го. Скриншот. Оди, Кочани ќе го обновува споменикот на слободата со помош на САД. USAID дава пари за ова, да. Да. Значи, USAID дават пари за многу работи, не е само за тоа што овие мицињава се радуваат. Например, една од вашите најомилени емисии дебатни веројатно нема да биде понатака финансирана, нема да постои. Пушти го Бетмен. Пушти го Бетмен ликува на тоа. Ако? Ги има извадено, пушти го. Значи Не, пушти го Бетмен. Пушти го, па јас ќе пуштиш ова, ќе продолжам јас да коментирам. Да, ја ќе најдам уште примери. Што се финансира USAID. Супер, браво Богдан. Да, овие се прекинати, ние сме немале никад финансирање од ниедна странска организација, ниедна. Американска, германска, швајцарска, не знам, шведска, јапанска, руска, никогаш кинеска, никогаш од ниедна организација странска ние не сме биле финансирани, нити сме аплицирале за проекти, никогаш не сме аплицирале за проект во странска амбасада. Никад. Но USAID во ситуацијава финансира, например, најмале процентот на финансирање на овие невладини организации и медиуми. Таму имаат најмалку пари алоцирано. Добро, зашто е лошо да одбрана на човекови права? Зашто е тоа лошо? Зашто е лошо проект за заштита на жени од семејно насилство? Тоа е, впрочем, вториот, Women's Legal Protection Project. Значи, ова е за заштита на жени кои што се соочуваат со семејно насилство. Таа е една огромна група, за жал, во Македонија, со се жени кои што не можат да се справат со своите партнери, и сега оваа правна помош
Ја спонзорира американската држава и ние сега за тоа треба да се радуваме. Да бе, да, американската држава плаќа цела правна помош, адвокати ово за жени кои што биле жртви на семејно насилство се најдат правдат. Ама ние сега овдека, пошто овие дека имаш мициња кои што ги коментираат дека ова било лошо. Не е лошо. Не е лошо. Не би се ќе видиме по општините колку Ај им сега пушти давале. го ова што ти го пушти, да видиме што финансира се програмата на USAID. Меѓу другото, еве, на пример, овдека има програми за финансирање на економски раст на граѓаните на држава. Значи, меѓу другото, има програми за, не знам, финансирање на проекти во земјоделие, во сточарство, во мали бизниси, микробизниси, во самовработување, во занетчиство. Значи, има фрлено милиони, на пример, на наши земјоделци, за да може да го напредат своето работење. Еве, на пример, има Business Support Organization Champion. Значи, даваат поддршка на организации кои што поддржуваат мали бизниси. Значи, ги распредуваат парите преку организации. Инвестиции во енергија. Инвестиција во како се вика ова, битна инфраструктура за дигитализација. Например, имаат овдека другата инвестиција е регионално интегрирање на приватниот сектор и таму имаат инвестиции. Имаат овдека за раст на што е ова Strength as the Energy Security, Resilience, татаратата. Значи овдека има дајано пари исто така за бизниси, земјоделци и така натаму. Agricultural Development Credit Authority. Значи еве таму даваат во пари во земјоделието во Македонија. Значи USAID финансира многу во Македонија. На пример, прават школи, градинки, улици, патишта, игралишта, канализации. Еве бе, сега ќе можеш, ќе се вртат и ќе гледат цела Македонија зашо некои таленти у оваа држава се радуваат. Еве ти, првин три ќе идеме, јас додека збори Мечка и додека објаснува, јас само ќе барам вакви скриншоти. Еве, дел од тоа што ќе видите. Вели со над $400,000 донација од САД реновирана половина клиника за гастроентерохепатологија. Значи гастро е реновирана клиниката. Да, детска со клиника пари даваат пари еден куп. Пожарникарите од Свети Николе работат во нова станица, донација од Американската амбасада. Со помош на USAID се отвори првиот центар за поддршка на млади со попреченост. Зашто се радуваме ние? Доби кабинет за биосигурност. Да. И сега зашто се радуваме ние? Браво, на 5 организации невладини или на не знам 2-3 им скратиле финансирање. И што? А ако скратиле, да, им скратиле на соросидните, окей, супер, им скратиле на соросидните невладини, супер. Ама што скратиле на еден куп други луѓе кои што се поштени си работат. Им треба помош. Затоа ќе се радуваме, ова се ефектите од дењето на Мицика у Вашингтон. На инаугурација на Трамп. Кратење на еден куп пари кои што како Македонија ги добиваше како следното. Македонија ги добиваше како финансиска помош. Врти ги. За да инвестира, да се обнови нешто, да се реновира, да се направи. Опрема во МВР. Опрема МВР, да. Коли. Доста бе со тие магарињата од фонд иновации, тие европски пари беа. И што е крив, што се криви европејците или некој што се криви европејците што не ги крадело овдека? Правила глупост. Така. Ама сега види. Еве ти ги сврте сите. Ама не, имаше еден куп вакви. Сега глеј. Сега овие што зимале пари од USAID, земјоделци на пример, кои што зимале пари од програми на USAID, сега ќе ви се закачат на врат. И сега ќе ви барат на вас. А вие кога нема да им најдете од каде, тогаш вие ќе бидете криви. Тогаш радувајте се. Тогаш радост и живи да биде. Браво! Да се радуете тогаш. Еве. Основно училиште Ѓорѓија Пулевски доби нов лифт за лица со попреченост, донација од Американската амбасада. USAID како и баба џабе не да. Добро.
Па не дава џабе. Па нека не дава. Ама не дава џабе. Ако Ама овие пари сега ќе треба да ги најде Христијан Мицкоски директно од буџетот на граѓаните. не бе нека не ни Не дава. даваат, они даваат пари за да шират влијание. Јас се согласувам со тоа. Никој ништо нека Ама не ни како дава. можам да се радувам кога они пак ќе го шират своето влијание и они пак ќе пропагираат мека мок, директна мок, значи ќе се закануваат, ќе уценуваат, ќе притискаат, ќе тепаат, ама нема да ти дадат да каснеш од морковот. Тоа е само стапот, сега ќе го имаме. Не, сега како Радувај да ти се, ама Македонија. ако Радувај се, Македонија. Еве, Стефан Павличек вика, ние како консултанти правиме проекти на земјоделци за грантови и дел од трошокот ни го плаќа USAID. Сега ќе треба цел трошок да го сносат земјоделците. И нема да прават проекти и, на пример, у земјоделието ќе има помалце раст. Браво! Соросидите нема земат пари. Браво! Браво, да нема што да ни даваат они, ние сами. Сега ќе видиме како е сами. Николас Македон, да му одговорам, те молам. Ја отруја Пелагонија чиста земја со семиња амерички, прашете ги како оди родот. Јас ти гарантирам дека никој во Македонија не користи семиња од Монсанто, од проста причина што тие се забранети секаде низ Европска унија. Значи не се европски стандард, семињата на Монсанто, значи во Европа никој не може да произведува со тие семиња кои што се генетски модифицирани, така да ова си чул нешто, а не си дочул. Реалноста е таа. Браво, браво. Наки вика па тоа е суверенизам versus глобализам. Така е. Ама Многу види, јако сега ќе ама биде. во свет во кој што сите си го гледаат својот кејф и својот двор, оние кои што немаат ќе имаат уште помалку, а оние кои што имаат ќе имаат уште повеќе. Ние не сме за жал едни од тие кои што имаат многу.